Од директор на подружница по брза постапка станал чувар на рампа, па добил решение за суспензија, а не одамна и отказно решение од работното место, самостоен референт за расадничко производство. И се тоа заради напишан Facebook статус во месец март, во кој, како што тврди отпуштениот агроном Кире Михаилов, укажал дека дел од директорите од ова јавно предпријатие биле заразени со COVID-19 и дека тоа го криеле од своите вработени, со што го довеле во опасност здравјето на останатите колеги. Михаилов, кој сега е оставен на улица, вели дека е жртва на политички реваншизам. Јас сум една од низата жртви кои што се најдоа на улица без корка леп само затоа што сум неистомисленик со оваа власт. Ова е класичен пример за тоа како не треба. Во оваа држава дојде животот дури и за магарињата, меѓутоа нема живот за македонецот. Јас бев вработен во национални, сега се национални, инаку за мене се и секој пат ќе останат македонски шуми. Во Струмица бев префрлен во Радовиш и оттаму го добив решението за престанок на мојот работен однос. Според него, апсурдот да биде поголем, по само 2 дена од неговата Facebook објава се испоставило дека наводите во неја биле точни. Тоа се потврдило со јавното писмо на вработените од подружницата во Велес, која, без никакво официјално образложение за вработените, едноставно била затворена на неопределено време. Јас останав без работа затоа што напишав една единствена реченица на Facebook, на мојот личен Facebook профил, и тоа во период кога бев на неплатено отсуство. Веднаш штом се вратив на моето работно место, вториот ден добив дисциплинска, бев суспендиран, ми беа поднесени редица кривични и прекршочни пријави, дисциплински, за една реченица која што за жал беше вистинита. Ништо ниту излажав, ниту навредив некој, меѓутоа, очигледно е дека онаа позната на Фрчковски ќе ја тераат, вие избракајте ги, судот нека ги враќа. На чија страна е вистината, одговор побаравме и од јавното предпријатие Национални шуми, но до овие вести не добивме одговор. Инаку, Михаилов тврди дека тој не бил единствената жртва на ваквиот реваншизам. Со слични шиканирања се соочила и група од 10 на негови колеги поддржувачи, како и член од потесното семејство кој бил прераспределен на работа од Струмица во Скопје.